пустува само во одредени емисии, одредени ток-шоа, каде од прилика од целата фелја тие телевизии, тие одредени ток-шоа имаат огромни критики дека не се најпрофесионални. Последно беше кај Драган Антонов. Да не се изнакажувам, мислам, други епитети. Последно беше кај Драган Антонов. Овде пренесувам тоа што се зборува во фелјата. Така да, искрено би кажал, новинарите стварно ќе успеат во нивната цел, ако политиката малце не остави да дишеме. Да. Благодарам, поштувани гледачи, се надевам дека добивте барем условно некаква периферна слика како другите не гледаат нас. Без оглед што комплотот на моите соговорници беше журналистичко-политичка, лекарска, секој од нив имаше своји обсервации. Се разбира, можам уште наредни 3 студија, 2 да направам со разен состав на оваа тема и никогаш нема да ја откриеме вистината за македонско новинарство, но има 2 фрапантни податоци што апсолутно јас ги детектирам како слабост на македонска демократија. Се уште сме во зоната на меѓународните стандарди кои тврдат дека немаме слобода на изразување, севкупна и демократска, што е мошта за препастувачко. И второ, мислам дека во овој момент отсуствува реална политичка дебата врз вредносни становишта, а не врз дисквалификации на едни или на други, на трети против трети и така натаму. И се разбира, јас се надевам, поштувани гледачи, дека ова што ние го правиме како новинари нема да го доживеете како пресија врз вашиот ум, дека сте, јас имам голем респект кон сите наши клиенти, етнички и граѓански, кои знаат да проценат што е добро кај Гордан, што е добро кај Илија, што е добро кај Чом, што носат лекарите и вредностите становишта на професијата. Пријатна вечер, утре сте со Билјана Секуловска.